Димитар Ковачевски не е повеќе премиер откако денес си поднесе оставка согласно законската процедура и договорените рокови. Мојата оставка е потпишана, сега ќе однесам во архивата. Ќе се видиме со претседателот на собранието, ќе му посакам успешна процедура до недела, а потоа и успешен негов избор за технички премиер на владата. Според очекувањата за технички премиер треба да биде избран Талат Џафери, а пораката од Ковачевски до него на идната функција е следната. Гледайте, Талат Џафери е искусен политичар, кој што има големо искуство во водењето на парламентот. Јас дојдов со друго искуство во водење на корпорации, така да веројатно стилот ќе биде различит, меѓутоа државата секако дека ќе задржи својот стратешки правец, а тоа е западна ориентација, стратешкото партнерство со Соединетите американски држави и техничката влада исто ќе се грижи за граѓаните, бидејќи се уште сме во криза, така како што ние тоа го правевме во изминатите 2 години. Ова е нешто што е предвидено според закон. На 9 мај повторно владата ќе ја предводам јас и ова парламентарно мнозинство кое што ќе обезбеди полноправно членство на Република Северна Македонија во Европската унија. Во меѓувреме, синоќа ВМРО ДПМНЕ ги соопшти имињата на нивните кандидати за министри и дополнителни министри во техничката влада. На чело на Министерството за внатрешни работи е предложен Панче Тушковски. За нов дополнителен заменик министер за финансии Елена Петрова, Ѓоко Велковски за министер за труд и социјална политика, заменик министер за информатичко општество и администрација Стефан Андоновски и Цветан Трипуновски дополнителен заменик министер за земјоделство, шумарство и водостопанство.